Судењето за трагедијата во дискотеката Пулс во Кочани, во која животот го загубија 63 лица, околу 200 беа повредени, започнува денес. Првото рочиште е закажано во судницата на казнено-поправната установа Идрисово, со засилени безбедносни мерки и присуство на лекарска екипа. Случајот опфаќа 38 обвинети, 35 физички и 3 правни лица. Постапката ќе се води со темпо од 2 рочишта неделно. Судот апелира до медиумите за достоинствено известување без сензационализам, со почит кон жртвите и нивните семејства. Процесот ќе го води судиката Дијана Груевска-Илиевска. Обвинителството ќе биде застапувано од проширен тим од 15 јавни обвинители, со цел да се обезбеди ефикасна и фер постапка. Обвинителниот акт опфаќа тешки дела против општата сигурност, меѓу кои сериозни пропусти во организацијата на обезбедувањето на објектот. Помеѓу обвинетите се сопственици на локали, управители, инспектори, градоначалници, членови на обезбедување и државни службеници. Дискусијата за минималната плата и барањето за зголемување беа дел од собраниска седница на која претениците од опозицијата побараа одговор од министерот за економија. Министерот Бесар Дурмиши рече дека владата е за зголемување на минималната плата, но дека за тоа треба да се договорат синдикатите и работодавачите. Во одговорот Дурмиши рече дека доколку се зголеми минималната плата без економска оправданост, малите и средни претпријатија ќе се соочат со проблем што ќе се рефлектира со отпуштање на работниците. Како влада и како Министерство за економија не сме против зголемување на минималната плата, но потребен е договор меѓу синдикатите и работодавачите. Тие треба да се хармонизираат. Ниту еден договор не сакаме да го донесеме, а да е на штета на работниците и работодавачите. Предлогот за зголемување без економска основа е предизборен пример и проблем кој што ако го донесеме, малите и средните претпријатија ќе имаат проблем и ќе отпуштаат работници, пошто инфлацијата ќе се зголемува, порача Дурмиши. Посочи дека според Евростат земјава е на средина по висината на минималната плата и дека зад нас се Албанија и Србија. Ескалацијата на дипломатскиот спор меѓу Кина и Јапонија околу Тајван доби нова димензија во последните денови откако стотици илјади кинески патници ги откажаа своите летови кон Јапонија. Бранот предупредувања, визни ограничувања и културни суспензии ги потресе односите меѓу двете земји, откако јапонската премиерка Санае Такаичи порача дека Јапонија би можела да се вклучи воено, доколку Кина се обиде да го нападне Тајван. Став што Пекинг го оцени како неприфатлива провокација. По изјавата, Пекинг почна да предупредува патници и студенти да избегнуваат патувања во Јапонија, пошто најмалку 7 кинески авиокомпании, меѓу кои 3 државни превозници, најавија бесплатни откажувања за сите што веќе резервирале билети кон јапонските аеродроми. Според проценките, околу 500.000 летови биле откажани само меѓу 15 и 17 ноември, што представува најмасовно повлекување од почетокот на пандемијата. Кина е втор најголем извор на туристи за Јапонија, додека околу 120.000 кинески студенти студираат во земјата. Пекинг презема и дополнителни мерки. Неколку туристички агенции престанаа да обработуваат индивидуални визни апликации за Јапонија. Дел од планираните културни размени беа тивко откажани. Токио испрати висок дипломат во Пекинг на итни разговори со кинескиот представник. Најмалку 3 лица загинаа, неколку се водат како исчезнати откако бурата Клаудија погоди делови од Европа. Во Франција десетици пожарникари бараат човек кој беше однесен од ненадени поплави. Во Италија екстремни временски услови го погодија централниот и северниот дел од земјата, а властите прогласија вонредна состојба и ги затворија училиштата. Застражувачките сцени се снимени во департманот Ардеш во Франција. Проблеми се појавија и во департманот Дром, каде што огромен бран кал го зафати градот со 2000 жители. Во тоа место за 2 дена паднала двомесечна количина дожд. Во регионот Фриули во Италија еден рид се урна и уништи 3 згради. Тони земја проголтаа 83 годишна жена и 32 годишен маж. Низ целиот регион неколку градови беа поплавени од надојдените реки. Повеќе од 300 луѓе беа евакуирани со чамци или спасени со хеликоптери од покривите каде што се засолниле. Управата за хидрометеоролошки работи предупредува дека денеска наместа врнежите ќе бидат пообилни, особено во текот на ноќта. Локално ќе има услови за невреме со силен ветер и појава на ретки грмежи. Во текот на денот ќе дува умерен до засилен ветер од јужен правец.
Под влијание на циклонска активност ќе продолжи периодот на променливо облачно време со повремени локални врнежи од дожд. Утре во попладнивните часови и во четврток врнежите ќе бидат со послаб интензитет, а во петок и во деновите од викендот повторно се очекуваат пообилни врнежи од дожд, локално во форма на невреме со засилен ветер и услови за појава на грмежи. Од недела утринските и дневните температури значително ќе опаднат. Според Управата за хидрометеоролошки работи во Скопје следува период на променливо облачно време, со повремени врнежи од дожд кои во делови од котлината ќе бидат пообилни. Ќе дува умерен повремено засилен ветер од јужен правец.